Вода на чешмите има, ама истата е матна, велат жителите во село Мородвис. Не ја користат за пиење, па мора да купуваат флаширана вода. Не можат да перат ниту да готват. Велат дека вода најчесто полната од извор кој е во нивна близина и на таков начин ги задоволуваат основните потреби за живот. Кога врнели има невреме, во тој случај водата е кафеава, децидни се тие. Слична е ситуацијата и во село Видовиште. Па едно 4-5 години сигурно. 78 водовода го направихме. 15 години, 20 го одржава селото, вода за пример беше. А сега вода немаме за пиење. Има еден извор таму, по-добра е него оваа што доваѓа тука и сите и од Зрновци доваѓаат луѓе полнати, и од Грдовци, Кочанци некои минат пиеат. Да, се мрде водата. Не може да се напиеш како најпрво. Водата е катастрофа. Многу е гадна, за пиење уопште не е. Водата ни е матна цело зиме, цело лето, од лани на вам. Немаме природна вода убава за пиење. Вода купичка, идеме од Соленката водичка, има една тука по другиот пат. Од тамо пунеме, кога децата од Кочани ми донесат. И така. А за перење бива ли? Кога е чиста, пуштем. Перални, бойлери, се е запишено више. Некој забравяме, водата си тече гадна, ние си переме и тоа е. Водата веќе година време си е нормално, има ја, од како беше тоа проблемот дека нема вода. Вода сега има, ама се снабдува од реката. И сега таа река, од реката што иде водата, иде у резервар. И кога доаѓа невреме, например, кога врне дош и меша се водата, значи у резерваро не е направено нормално, не знам сега која инвестиција е правена, али треба да се направат подобри услови, подобра инвестиција, за да имаме нормална вода за пиење, за миење, за основните работи што ни се потребни. Водата не ни е добра, од реката е уведена, матна доваѓа, се купуваме, не ја пиеме таа. Ни за готвење не ја бива за ништо. И што ќе се прави, не знам. Бараат надлежните да излезат на терен и да реагираат на проблемот, иако дел од нив посочуваат дека во изминатите денови машини на терен имало, па се надеваат дека ќе добијат чиста вода за пиење во нивните домаќинства. Па може да знае човекот, ама што да направи? Нема кој да одржи линијата, да одржава линијата, тоа е. Па треба да дојде градоначалникот, како го изгласаваме, така треба да дојде. Ништо, вика ви тржите вода, не тржите. Се прави вода од река, ама прави се тие зафати таму, оно зафати има, ама прави се дренажи таквија да се прави, оно така на таа пуштија како за сток, не за нас. Да се бањаш, поќе си изгаднеш неголе толку што е матно. Градоначалник што е, малку, не знам, како да ви кажеме, малку сме така заоспоставени од негова страна. Нешто има направено, ете си. За проблемот го прашавме и градоначалникот на општина Зрновци Борчо Коцев. Во телефонски разговор за Имнет телевизија посочи дека викендов се чистел резервоарот, а ќе започне изградбата на фабрика за химиско и биолошко третирање на водата. 2 години се изградени каптажи за физичко прочистување, обезбедена доволна количина и динамика за вода за домаќинствата, нема никаков прекин. Викендот имаше чистење на таложниците и на резерварот и се појави во долниот дел на селото, најдолните домаќинства, дел од водата има отидено матна вода. Се работи сега, оваа недела ќе биде изградено хидрант за испуштање на таложниците, а во блиска иднина се размислува и собираме информации за изградба на мини фабрика за хемиско и биолошко третирање на водата. Наредната недела, посочи Коцев, ќе започне реализација на низ за капитални проекти за општината, за кои се издвоени нешто помалку од 10 милиони денари.